Почитувани граѓани, почитувани медиуми, списокот на функционери и нивни блиски луѓе кои земале грант од Фондот за иновации секојдневно се зголемува. Денес во медиумите можевме да забележиме уште едно име кое земало грант од Фондот за иновации, а како што можевме да прочитаме се работи за прв братучет на велешкиот градоначалник од СДСМ Аце Коцевски. Дали Трајко Трајков, прв братучет на Аце Коцевски од СДСМ, е уште еден сомнителен иноватор кој земал околу 45.000 евра од Фондот за иновации. Трајче Трајков со неговата фирма Хемија Комерц Доел Велес преку Фондот за иновации земал 45.000 евра народни пари за проектот Собствено производство на готови керамички маси за производство на трпезни керамички садови. Овој мега скандал зазема се поголеми размери и граѓаните со право очекуваат оставки. Првиот братучет на Аце Коцевски, Кочо Андјушев, Хари Локвенец, Цветанка Ласкова, Весна Кузмановиќ и многу други блиски лица до СДСМ ги испумпуваат народните пари преку своите наводно иновативни проекти. Вмешаните функционери во овој мега скандал немаат доблес да си поднесат оставка од морални и етички причини. Иновативниот криминал поврзан со фондот веќе целата јавност го виде и тој тежи околу 10,5 милиони евра. Конфликт на интереси, злоупотреба на службена должност и уште десетици други дела казниви според законската легислатива на Република Македонија. Почитувани, ги охрабруваме јавното обвинителство да действуваат непристрасно и според законите како што им налагаат. Не треба човек да биде правник за да види дека овде има основа за кривично гонење на иновативниот криминал во десетици случаи за испумпување на народни пари во приватни џебови на лица кои што се блиски до СДСМ или нивни функционери. Овој криминален мега скандал мора да се истражи во детали и во ниту еден случај, ниту случајно да не се обидат СДСМ преку своите канџи во судството да го заташкаат или да го исперат криминалот. Се работи за очигледен криминал кој го виде целата јавност и се случува пред очите на јавноста. Воспротивно еден ден, кога ќе се оттараси судството од канџите на СДСМ, сите до еден ќе одговараат за овие мега скандали кои ни се случуваат пред нашите очи. Благодарам. Повелете прашања дали има? Како што одговорив и вчера вашите колеги, што истото прашање ми го поставија, за сите наши идни чекори во тој поглед ќе дознаете следствено како доаѓаат настаните, вклучително и за понеделник. Уште за изјавата на Шекеринска вчера, која рече дека доколку референдумот не биде успешен, институциите тогаш сами ќе одлучат дали имаат право така да постапат. Не би ја коментирал изјавата, би оставил да почекаме да видиме што ќе се случи и дали ќе има помрднување од состојбава која што е во моментов, понатака ќе можеме да дискутираме и на други теми. Ќе информирате следствено како што ќе се одвиваат настаните, меѓутоа референдумот најверојатно ќе биде распишан во понеделник, тоа е за 2 дена. Дали може да јавноста да знае веќе која ќе биде улогата на ВМРО-ДПМН во референдумот? Да почекаме понеделник, веднаш потоа ние ќе излеземе со наш став и ќе го кажеме нашиот став и понатака ќе ја видат и медиумите и граѓаните нашата улога како ќе се поставиме. Постои консултации меѓу ВМРО-ДПМН и власта околу референдумското прашање и околу карактерот на дали работните групи работат? Вака нашиот став во однос на прашањето веќе неколку пати односно повеќе пати го кажавме, тоа е јасен и според законските норми, европските начела. Во моментов, како што знаете, онаму каде што застана по лидерската средба, нема никакво помрднување. Јас имам прашање во врска со темата за која беше пресед. Премиерот Заев рече дека нема да бара оставки од министрите затоа што ќе го парафразирам, доследно не можам да го цитирам, бидејќи ако побара оставки за такви случаи ќе немало кого да назначуваат.
жалосно е ако на еден премиер на држава и председател на политичка партија единствени луѓе со кои што може да работи во неговото друштво во владата се луѓе кои што се фатени во очигледен криминал за каде испумпуваат народни пари. Така да мислам дека нема што повеќе да се каже, сами откажува се во неговата изјава. Тоа е тоа. Благодарам.